Каде и да одам, во срцето го носам. Мојот роден крај. Продолжуваме со нашите авантури низ нашата прекрасна татковина. Овој викенд се наоѓаме во срцето на регионот Жупа, во најпознатото село во овој регион, селото Коџаџик. Ова село е надалеку познато по својата историја и некогаш представувало центар на овој рурален регион кој плени со прекрасна природа. На 19 километри од градот Дебар, на југозападните падини на Стогово, во средишниот дел на областа Жупа, Коџаџик е уште едно од селата кои постојано имаат се помал број на жители. Според пописот од 2021 година Коџаџик има 146 жители, за разлика од 1900 година кога во селото живееле 1250 жители и било најголемо село во овој регион. На ридот покрај селото се наоѓала тврдината Светиград, а во подножието на ридот се одвивала опсадата на Светиград, во која битка османлиите конечно го поразиле Скендербек. После опсадата голем дел од војската се населиле тука во падините на ридот, па така настанало селото Коџаџик, кое во почетокот имало уредување како град и представувал трговска станица низ која поминувале карваните и правеле пазари тука. Коџаџик е познато и како родно село на првиот претседател и основач на денешна Република Турција Мустафа Кемал Ататурк. Тука е роден неговиот татко Али Риза Ефенди, чија спомен куќа се наоѓа тука и денес е споменик на културата во рамките на Министерството за култура на Република Македонија. Наш домаќин во Коџаџик беше Галип Туран, кој работи како кустос во спомен куќата на Али Риза Ефенди, која работи како музеј. Јас сум Галип Туран, работен на спомен куќата на Али Риза Ефенди, татото на Мустафа Кемал Ататурк. Значи, Ататурк бил потекло од село Коџаџик. Тој ни раскажа за селото и бројот на жители и куќи во селото. Коџаџик е село на општина Тетар Жупа. Селото има околу 40-50 куќа, околу 150-200 жители. Галип ни раскажа и со што претежно се занимаваат жителите на селото. Жителите на Коџаџик повеќе се занимаваат со сточарство и градинишко. Последно време, што повеќе има печалдарство. Еве каде најмногу ги има и каде се раселуваат жителите на ова село. Највеќе во селото Коџаџик луѓето си заминуваат за печалба во Италија и Германија. Од 50-те и 60-те годините на векот, повеќето луѓе се иселени во Турска, во Сакарија, Адапазари, Коџаели Измит и во другите градови. Состојбата со школото е загрижувачка, како и во голем број други места кои ги посетивме, а тоа ни го потврди нашиот домаќин. Во селото Коџаџик на училиште имат околу 100 ученици, што доаѓаат од околните села. Во последно време бројот на ученици се намалува. Причина на тоа, кога си заминуваат луѓето, си земат и фамилијата за печалба. Статутот на спомен куќата на Али Риза Ефенди е под заштита на Министерството за култура на Република Македонија, како споменик на културата. Спомен куќата е под заштита на Министерство на култура, како споменик на културата. Галип ни ја раскажа историјата поврзана за настанокот на селото и важноста на Коџаџик за овој регион.
На ридот покрај селото се наоѓа калата Свети град. Турците, кога ги заземале овие територии, се населиле околу кала. Така настанало селото Коџаджик. Првично имало уредување како град. Затоа се правеле овде пазари, трговија. Денес селото Коџаџик станува се попосетувано од туристите, а посебно има интерес кај турските туристи кои посакуваат да видат кое е родното место на великанот на нивната нација, кој тие го сметаат како татко на нацијата. Се надеваме дека туристите ќе донесат подобри денови за овој прекрасен предел на нашата татковина. Давајќи им мотив на младите како Галиб да останат тука во својот роден крај и да ја градат својата иднина тука. Тука некаде ја завршуваме и нашата овонеделна авантура во Коџаџик. Се надеваме дека ви се допадна содржината. Продолжете да ги следите нашите профили на Инстаграм и ТикТок, нашата страна на Фејсбук и нашиот канал на YouTube, па се гледаме наредната недела со нова приказна.